опаѓање на бројот на патници во јавниот превоз. Земјотрес од 6,1 степен во морето кај Крит. Убиени двајца израелски дипломати во Вашингтон. Биткоинот достигна рекордни $111,878. Најдобри раси кучиња за живот во стан. Лабубу стана светска обсесија и милијардерски бизнис. Во првиот квартал од 2025 година, во патничкиот патен превоз биле превезени вкупно 9.845.000 патници, што представува пад од 8,6% споредено со истиот период лани, соопшти Државниот завод за статистика. Градскиот превоз забележал намалување од 12,4%, приградскиот за 6,3%, додека меѓуградскиот пораснал за 0,8%, а меѓународниот значително за 54,9%. Во однос на бројот на патнички километри, регистрирани се 247.877.000, што е раст од 27,6% на годишно ниво. Најголем раст има во меѓународниот превоз со 62,6%, следен од градскиот со 30,5% и приградскиот со 7,2%, додека во меѓуградскиот е забележано намалување од 5,2%. Силен земјотрес со јачина од 6,1 степен денеска го погоди морскиот дел северно од Крит, на длабочина од 68,9 км и епицентар 58 км од Елунда. Земјотресот бил почувствуван и на Пелопонез, Кикладите, Кипар и делови од Атина. Според сеизмолозите, не се очекуваат значајни последователни потреси. Како мерка на предпазливост, издадено е предупредување за цунами, но такво не е регистрирано. Забележани се мали штети, лизгање на земјиштето и оштетени фасади. Властите на Крит порачаа дека нема простор за паника и најавија дека училиштата остануваат отворени, со подготвеност за итни мерки доколку е потребно. Во Ираклио и Ситија, жителите сведочеа за паднати предмети во продавници и делови од фасади на постари објекти, но локалните власти уверуваат дека не е загрозена безбедноста на инфраструктурата. Специјализирани тимови се веќе на терен за проценка на евентуалните штети. Израелскиот амбасадор во Обединетите нации, Дани Данон, го осуди убиството на двајцата израелски дипломати во Вашингтон, оценувајќи го како напад не само врз Израел и еврејската заедница, туку и врз самите Соединети Американски држави. Тој истакна дека убиените, Јарон Лишчински и Сара Милгрим, биле млад пар кој планирал да се сврши следната недела во Ерусалим. Данон ги повика светските лидери да преземат конкретни мерки против антисемитските злосторства од омраза, нагласувајќи дека осудите не се доволни и дека се потребни конкретни акции. Нападот се случи за време на настан во Музеот на еврејско наследство во Вашингтон, каде што осомничениот, 30-годишниот Елиас Родригез од Чикаго, наводно извикувал слобода за Палестина за време на нападот. Родригез е уапсен и се наоѓа во притвор. Американските и израелските власти го третираат инцидентот како акт на антисемитски тероризам. Овој трагичен настан се случува во контекст на зголемени тензии и насилства поврзани со израелско-палестинскиот конфликт, што дополнително ја нагласува потребата од меѓународна соработка во борбата против омразата и екстремизмот. Биткоинот за прв пат ја надмина вредноста од $111,000, достигнувајќи рекордни $111,878 во четврток, според Bloomberg. Скокот од 3,3% се случи во услови на растечка институционална побарувачка и зголемен оптимизам на трговците. Покрај биткоинот, пораснаа и други криптовалути. Етер бележи скок од 5,5%. Напредокот на клучниот закон за стабилна валута во Сенатот на САД и отворената поддршка од Доналд Трамп се меѓу главните причини за растот. Аналитичарите велат дека зад сегашниот раст стојат реални фактори, како дислокација во понудата и побарувачката. Компании како Strategy, 21 Capital и Strive Enterprises активно инвестираат во BTS, користејќи различни финансиски инструменти. Договорите за купување биткоин по $110,000, $120,000 и $300,000 што истекуваат на 27 јуни ја покажуваат довербата на трговците во идниот раст. И покрај падот под $75,000 во април, аналитичарите го сметаат тој пад како дел од тековниот биковски тренд. Вистина е дека животот во стан не значи дека мора да се откажете од желбата за домашно милениче. Но, пред да донесете одлука, важно е да внимавате на неколку фактори како големината, нивото на активност, митарењето и склоноста кон лаење на кучето.
Вистина е дека помалите и потивки раси се подобар избор за во стан, особено ако живеете во зграда со соседи. Вистина е дека францускиот булдог е една од најдобрите раси за во стан, мал, тивок и многу друштвен. Јоркширскиот териер, иако идеален по големина, бара повеќе грижа околу крзното и не е секогаш најсоодветен за семејства со мали деца. Чивавата, иако минијатурна и лојална, знае да биде љубоморна и посесивна, особено ако има други миленици во домот. Вистина е дека Шицу и Малтезер се одличен избор за луѓе кои не сакаат куче што се митари многу. Шицу има стилски изглед и не му е потребен голем простор, додека Малтезерот е мирен, но не поднесува осаменост. Бостонскиот териер е уште една раса што одлично се вклопува во стамбен живот, благодарение на својот тивок темперамент и потребата за умерена физичка активност. И конечно, вистина е дека мопсот е меѓу најдобрите кучиња за во стан, прилагодлив, весел и компактен. Сите овие раси, со правилна грижа и внимание, можат да го збогатат секојдневието и да ви донесат многу радост дури и во најмалиот стан. Вистина е дека треба да го земете предвид и вашето време. Колку често ќе бидете дома, дали сте подготвени за секојдневни прошетки и дали ќе можете редовно да се грижите за хигиената и здравието на кучето. Некои раси се посоодветни за активни сопственици, додека други се одлични за луѓе што сакаат мирно и тивко милениче. Вистина е дека и карактерот на кучето игра голема улога. Дури и помеѓу кучиња од иста раса, постојат разлики во темпераментот. Затоа е добро да се запознаете со кучето пред да го вдомите, за да бидете сигурни дека ќе одговара на вашиот начин на живот. Вистина е дека миленичето не е само украс во домот, тоа е член на семејството што бара љубов, внимание и обврска. Ако сте подготвени на тоа, животот со куче во стан може да биде прекрасно искуство. Вистина е дека вистинскиот избор на куче може значително да го подобри вашето секојдневие, да ви донесе повеќе движење, радост и безусловна љубов, токму она што многумина го бараат во едно домашно милениче. Кадифените чудовишта Лабубу го освоија светот со својот морничав, но симпатичен изглед и станаа моден додаток на влијателни личности. Играчките се дело на уметникот Касинг Лунг, а ги пласира кинеската компанија Pop Mart, која со нив оствари неверојатен профит. Лабубу се продаваат во слепи кутии, што ја зголемува возбудата кај колекционерите, а ретките примероци достигнуваат цени над 100 евра. Феноменот не е само визуелен, благодарение на популарноста на Лабубу, извршниот директор на Pop Mart, Ванг Нинг, за еден ден го зголеми своето богатство за 1,6 милиарди долари. Апликацијата на компанијата стана најпреземана во САД, а вредноста на акциите скокна за 13,2%. Денес богатството на Нинг достигнува 16,1 милиарди долари. Овие играчки, инспирирани од гремлини и џуџиња, веќе 10 години го освојуваат светскиот пазар, а нивната популарност кулминираше со појавата на чанти од Луи Витон кај Ријана и други славни личности. Колекционерите се подготвени да патуваат и да платат високи суми за да ги имаат сите верзии. Лабубу не се само играчки, тие се статусен символ и моден израз за новата генерација. Станати се неизбежен дел од уличната мода, а економски пример за тоа како културен тренд може да создаде милиардерска приказна. Опаѓање на бројот на патници во јавниот превоз. Земјотрес од 6,1 степен во морето кај Крит. Убиени двајца израелски дипломати во Вашингтон. Биткоинот достигна рекордни 111.878 долари. Најдобри раси кучиња за живот во стан. Лабубу стана светска обсесија и милиардерски бизнис.